Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на долговите на општина Охрид. Еден од главните предизвици со кои што се соочува општината речиси 15 години. Мои и ваши гости се градоначалникот на општина Охрид, господинот Константин Георгиевски, и председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Сашо Донев. Добро вечер на двајцата, ви благодарам што сте денес дел од емисијата Прашалник. Нашиот разговор ќе го започнем со она што е најважно, да речам, и за гледачите на општина Охрид. Колкав е долгот на општината во овој момент? Со оглед на тоа што неодамна имаше партиски препукувања, власт опозиција на тема токму долговите, се користе изборовите весела математика. Градоначалник, ајде прво вие кажете ни колкав е во моментот долгот на општина Охрид. Добар ден, поздрав до гледачите и благодарам за поканата. Секогаш е задоволство да се биде гостин во ТВМ. Благодариме. Значи, вкупниот долг на општина Охрид во моментов по сите основи изнесува 429 милиони 57 милијади 434 денари, од кои што редовни обврски се 90 милиони денари, 626 илјади, по проекти и програми имаме обврски од 185.000 денари, обврски по основ на пресуди од 17 милиони 473.000 денари, тоа се пресуди кои што не се даени на извршител, значи без извршни решенија. Главница по извршни решенија имаме 99 милиони, камати по извршни решенија имаме 115 милиони и спогодби за регулирање на обврски кои што произлегува од процесот на раздолжување и спогодбите кои што ги потпишавме со доверителите кои што прифатија да склучат спогодби, имаме остането уште 106 милиони 782 илјади, значи вкупно по сите овие основи долгот на општината во моментов е 429 милиони денари. Така. Донев, кои се вашите податоци? Вие кажавте пред неизвестно време весела математика. Добро, ние како опозиција, согласно оние извори на податоци кои што ги имаме, бидејќи досега и официјално немавме изјава ниту на градоначалникот, ево денеска имаме, ниту на некоја друга институција да ни каже колку се реално долговите и што ја очекува општина Охрид. Знаеме дека имаше средства од владата, знаеме дека се склучија договори и токму поради тоа беше и тоа реакција или соопштение на ВМРО-ДПМН во кое што од општината не информира дека останати се околу 132 милиони денари, меѓутоа ево после денешната изјава на градоначалникот и оние средства кои што ќе треба дополнително да се исплатат согласно договорите кои што се потпишани, од прилика долгот е над 400 милиони денари кои што ќе треба општината заедно со сите нас да го регулира во идните години, односно идниот период. Градоначалник, колкав долг наследивте вие, односно претходниот градоначалник од вашата власт? Колкав беше долгот кога вие дојдовте на власт? Да, ќе го одговорам и тоа, меѓутоа морам да му објаснам малце на господинот Донев овдека дека од овие 429 милиони, а и претходно 500 и кусур во тој период кога го изјавив таа бројка, се однесува на вкупниот долг. Додека тие 135 милиони се средства на кои што течат камати ден денес, кои што не ни се обезбедени со спогодби. Сега, во моментов, тие средства се 116 милиони. Ама тоа не е вкупниот долг на општината. Вие ги мешате тие две работи. Вкупниот долг, тоаш кажав дека е 500 и кусур, сега е 430. Затоа што ние секој дневно исплаќаме долгови. Средствата на кои што течат и ден денес во моментов камати, и то на дневна основа според нашите пресметки, околу 35.000 денари денот, ни се 116 милиони денари. И тие средства, затоа ви реков преска, исти се бројките, само да се разбериме. Сега што се однесува до долгот, значи на 30 заклучно со преземањето на власта во октомври 2017 година, со датум 30.11, долгот на општината бил 1 милијарда 566 милиони 588 илјади 529 денари. Според сите наши анализи кои што ние ги имаме. Донев,
Добро, уште еднаш, значи да му реплицирам на градоначалникот. Тоа е во ред дека на 134 милиони денари течат камати. Меѓутоа, тие спогодби кои што ви се подпишани на висина од 192 милиони денари, а кои што не течат камати, треба во иднина да ги плаќате. Значи тоа се средства кои што треба преку буџетот од општината наредните година се плаќаат. Значи тоа е долг. Вкупно 192 и тие 134 милиони се над 400 милиони кои што ја кажавте и вие. Тоа е вкупниот долг. Да. Сега, по однос на она што го наследи ВМРО ДПМН како долг во општината, ќе се наврата малце наназад, ќе кажам дека СДСМ наследи долг во доаѓањето на Александар Петревски како градоначалник од 92 милиони денари, односно 1.500.000 евра. Потоа достасува долгот за колекторот, со кој што долгот на општината пораснал на 240 милиони денари, односно 4 милиони евра. СДСМ од 2005 до 2013 година од 4 милиони евра направи долг на 33 милиони евра само на општината. Дополнително на јавните предпријатија, кои што изнесуваше околу 15 милиони евра, или вкупно 50 милиони евра. За ова имам јас соодветен извештај од Министерството за финансии, односно по барање на поранешниот градоначалник Бакрачевски и овластување од страна на министерот Ставревски, е формирана група на луѓе кои што дојдоа во општина Охрид и направија финансиско истражување, односно анализа колку општината должи. Вие знаете како новинари дека кога ќе го прашавте на поранешниот градоначалник Александар Петревски колку должи општината, никогаш немаш. Ви викаше 5 милиони, 6 милиони, па пред да загуби ви викаше и дека враќале долгови. Буквално ниту денар нема вратено. Односно, после извршената ревизија од страна на луѓето од Министерството за финансии, е увидено дека општината должи 2 милиарди и 38 милиони денари. Значи да напоменам дека после доаѓањето на ВМРО ДПМН во 2013 година на власт, не случајно никој не знаеше колкав е долгот на општината, бидејќи сите го пресметуваа само извршните решенија на трезорската сметка кој што беше тужена општината и блокирана сметката. Меѓутоа никој не ги израчуна преку 600 судски спорови кои што општината ги изгуби во идниот период на наредните години. Тоа беа спорови од доверителите кои што си ги бараа своите пари. И 90% од тие спорови општината ги загуби. И така долгот од 15 милиони евра кои што го кажува стигна до 33 милиони евра само за општината. Дополнително за јавните предпријатија за кои што подоцна ќе говори. Така. Градоначалник, кажавте дека и денес течат високи камати на дневна основа кои што се плаќаат и натаму го билдаат долгот. Порано беа 1000 евра, денес, ајде уште еднаш ве молам таа цифра повторете, и дали тие пак го билдаат, го отежнуваат враќањето на долгот? Сега, господине Донев, кога читаме извештаи, пошто истиот извештај јас го имам, чесно е да ги читаме во целост. Добро. Што пише во извештајот кој што туку го прочита господинов Донев. Во општина Охрид е констатирано обврска. Сега јас слушав. Така, Да ви извештав и јас го имам. Ајде, повели. Така, Да. ти точно имаш од извештав, прочита. Сега јас ќе одочитам. Ајде, повели. Пиши вака. Врз основа на спроведена анализа со цел утврдување вкупниот врски во општина Охрид, заклучно со ден 19.4, констатирана обврска од вкупен износ 2 милиарди 38 милиони денари. При тоа, 1 милиарда 552 милиони денари се обврски кои се констатирани во моментот на анализата, додека 486 милиони денари се потенцијални обврски произлезени при анализата на договорите за јавни набавки во периодот од 2008 до 2012, кои може да креираат обврски во иднина. И викаат вака: сметководство инвентирани обврски во износ од 857 милиони и 679 милиони по основа на постапки во тек и правосудни судски пресуди, износ 1 милиарда 536, експроприација уште 16 милиони и дополнителни, болдирано и подцртано, потенцијални обврски кои би можеле да произлезат по однос на склучени договори за јавни набавки. Значи, истите би можеле да влијаат на зголемување на вкупните обврски, вклучени во износот од 2 милиарди.
Значи тоа е шта би било, кад би било. Не е Долгот така. на Не е општинава тогаш бил 1 милиарда 552 и е идентичен горе-долу како овај кој што ние Значи, го ова е лага израчунавме, која што... ве молам да Ајде, завршим. повеќе. На 30.11.2017 година. Што значи тоа? Потенцијални обврски. Склучени биле тогаш рамковни договори со одредени претпријатија. Тие ако дале тие налог за работа до 2020 година, до 2012 година и се изведувале работи, ќе биле фактурирани. А то дали во иднина нешто ти не можеш во 2014 година Ама да даеш не налог. читате до крај. Потенцијални од 2008 ви пише, дочитајте го и вие до крај сега. Од така ли, шо? 2008 Добро и 2013 ние дојдовме на власт. Значи тие 5 години не биле плаќани тендерите, тоа ви го кажувам од преска. Значи немојте вие да ми кажете дека 2013 беа сите тендери, кога точно ви пише дека од 2008 година за јавни набавки се потенцијални каде, ама поведувања. тоа што е дојдено, све си е вкалкулирано во тие милиарда и Не е 500. све дојдено. Горе ви пише милиарда и 552 милиони. Да. Додека 486 милиони денари. Да. Кои што ќе ги собериме доаѓаат 2 милиарди или 33 милиони евра, Ама тие- се потенцијални обврски произлезени при анализата на договорите за јавни набавки. Значи некој правил тендери, трошел пари, а немал пари да ги враќат. По основ на долг, а да не пресметнеме камати на овие пари колку се. Бидејќи, ако од 2008 до 2012 година не се исплатат тендерите, тука се плаќа и камата. Така? Фактичкиот долг е милиарда 552. Не е така. Потенцијалните 486 ја Не е дошле, така. ја не дошле. Не е така. Па ево ги дојдоа. Ево кажете дали ви дојдоа или не ви дојдоа, сте градоначалник. Видовме дека дојдоа. Ова Вие долгов милиарда 566. Ама ако не дојдеа сега, вие немаше да имате долг во општинава, ќе имавте све исплатено. Значи дошле. Тие 600 судски спорови кои што се водеа и 90% ги изгубивме зашто реално луѓето ги бараа парите назад. Дори се случуваше, јас бев директор, ми доаѓаа луѓе кои што под хипотека ги ставиле своите имоти за да инвестираат со нивните фирми, а никаде пари. Значи тоа беа човечки судбини кои што не дај Боже повторно не се случат во градот. На исто сме, меѓутоа долгот е 2 милиарди и 38 милиони денари. Не бил никогаш долго 2 милиарди, стално е на ниво од милиарда и 500. Тоа е ваша констатација и тоа се ваши тези со кои што сакате да ја манипулирате Не јавноста. извештај го читам? Јас го читам, очигледно Не. различно го читам. Ако сакате да ангажираме некој човек кој што знае подобро економија, па да ни објасни на двајцата, ама ќе видите дека јас сум управо. Бидејќи и јас бев директор на јавно претпријатие, во кое што имаше поизвршни решенија, како што кажавте вие, 20, 30, 40 милиони денари. Добро. Меѓутоа со секој поминат ден директорување идеше по една тужба и една блокирање на сметка од страна на доверители. Значи ние 2 години ги чекавме да ни стигнат сите извршни решенија за да видиме реално колку должиме и да се пресмета камата. А овие милиарда и 552 милиони денари се долгови кои што во моментот биле на блокирање на трезорската сметка по извршни решенија. Ние знаеме дека имаат фирми кои што извршуваат или тужат после 3 години. И затоа е напишано дека од 2008 до 2012 се потенцијални долгови кои што ќе треба да ги исплати општината. Ама ние не знаеме дали договорите биле извршени тогаш. Тоа е цела работа. Како Налози да кога биле даени за Па ево ви за пишете од работа. 2008 до 2012. Тендерот ако е во 2008 налогот е во 2008, не може во 2014. Па тоа го зборувам и јас. Значи како ќе дојде обврскава после. Тој ти изфактурирале све пред да се мени власт. Согласно законот за јавни набавки и во општината и во јавните претпријатија, тендерите се објавуваат за една година. Ако тендерот се објавил во 2008, во 2009 година треба некој да го исплати. А не го исплаќале од 2008 до 2012. И затоа викаат дека се потенцијални побарувања кои што допрва ќе Значи може да остане само од 2012 не исплатен. А тие немој да Не, се не може да 486 милиони. како може да остане до 2012. Па ако ги фактурирале тие од 2008, така и не исплатиле, во меѓувреме тужеле и вкалкулирани се овие милиарда и 500. Така се. Ево е таа весела математика која што кажам преска. Не е. Значи луѓето виделе по налози и по тендери дека општината извршила услуги. Тие услуги треба да се платат. Ако сметководствено тие услуги не се платени, се потенцијални побарувања од доверителите. Јас не знам како поинаку да кажам. И затоа тие имаат напишано дека 482 милиони се потенцијални побарувања од страна на доверителите, кои што не тужеле, а симптоматично и тоа ќе го кажам, после добивање на ВМРО ДПМН и доаѓање на власт,
канонада имавме од извршни решенија во 2 или 3 недели. А претходно никој за ништо не тужел од фирмите кои што соработуваа со претходната локална власт од СДС. Добро. Градоначалник, ве прашав, преге споменавте, колку пари е на дневна основа долгот? Каматите кои што во моментов не течат? Да, каматите, се извинувам. Негде околу 35.000 денари. Во моментов на тие 116 милиони кои што не се останати на кои што течат камати. Колкав дел покри владата и како ги распределивте, случивте спогодби, ги распределивте на колку фирми? Имаме ли тие бројки податоци? Имаме, како не. Со Законот за финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа, кој што беше донесен, ние спроведовме јавен повик во општина Охрид, на кој што се јавија сите тие доверители кои што претходно беа пријавени во електронскиот систем за евидентирање на обврски побарувања, или скратено СПО. Така. И тука се пријавија 138 доверители, се склучија спогодби со 61 доверител, од кои што 34 доверители целосно се откаже од каматата на основниот долг, додека останатите доверители склучија спогодби во износ од 192.334.553 денари, од кои што до моментов имаме исплатено 106 милиони денари, значи негде близу 90 милиони денари имаме исплатено од 30 од 1.9, кога почна исплатата на спогодбите. Така. Уште многу ли се останати доверители на кои што се должи и не сакаат да склучат спогодби никакви? Тие 116 милиони, имаме неколку крупни доверители, додека другите се посетни за идниот период кој што следува. Имаме план како сето тоа да го направиме, значи ние со формирањето на јавното предпријатие колекторски систем, остатокот од околу 70 милиони денари кои што стоеше на конто долг на општина Охрид према државата, го превзеде колекторот и ни испративне барање до Министерството за финансии да и книговодствено тој долг се регулира и после тоа ќе следи барање за добивање на позитивно мислење дека општина Охрид не должи према државниот буџет, како би добиле после можност да објавиме нов јавен повик и да се задолжиме кај домашните или кај странските финансиски институции со некакви поволни кредитни линии, со одреден можда грейс период, ќе видиме како ќе кажат анализите, таков повик ќе направиме и на годишна основа да исплаќаме еден ануитет кој што општина Охрид ќе може да го издржи, меѓутоа нема да течат како сега астрономски камати од 13%, додека ќе тече банкарска камата од некои 3-4%. Така. Што велите вие Донев за ова раздолжување на општина Охрид за плаќањето на долговите кон фирмите? Значи ќе кажеме на работа, односно споредба во 2013 година дневната камата по однос на долгот во општина беше 20.000 евра. Да. Сега стигнавме на 34.000 денари. Она што сакам да го кажам е што треба да апелираме на нашиот политички противник да тоа е во ред, е за поздравување дека се враќаат долговите. Меѓутоа долговите се враќаат со парите на граѓаните. Значи тие пари кои што ги добивме од владата се пари кои што луѓето издвојуваат секојдневно од својот джеб да плаќаат даноци, а со тие пари се враќаат долгови. Охрид 15 години тоне во апатија и во инфраструктурен хаос. Треба да си ги спуштиме главите сите долу, да не држиме пресови и трибини на кои што му кажуваме на граѓаните нека да, ние сме на прав пат и работиме за доброто интерес на граѓаните, туку треба да признаеме дека тој долг кој што го направи СДСМ е долг кој што 15 години го плаќаат граѓаните и дека во иднина нема да се повтори. Сакам да кажам дека ВМРО ДПМН, односно претходната локална самоуправа, предводена од Бакрачевски и неговиот тим, исплати 13 милиони евра долг без државна помош. Значи, ние не исплативме долг со парите од граѓаните, туку ние исплативме долг со штедење, со намалување на материјалните и нематеријалните расходи, со
инвестиции и со домакинско работење. Јас сум убеден дека и во идниот период, доколку продолжи тој тренд на локалната самоуправа, ќе имаме позитивен исход и во наредните години ќе доживееме да прво ја одблокираме сметката, бидејќи едно е да одблокираш, а друго е да го вратиш долгот, и ќе земеме здив и ќе можеме да решаваме проблеми на граѓаните. Бидејќи, ако ги пресметаме сите овие пари кои што му ги дадовме и на фирми, и на со кои што плаќавме камати, Охрид ќе беше многу поубаво место за живење отколку што е сега. Не ќе газевме во кал, не ќе имавме куќи кои што не се врзани на канализација, не ќе пиевме вода од азбестни цевки. Затоа треба тие политички поени за враќање на долгот и правиот пат да ги заборајме и да се фокусираме кон иднина на градов, зашто ова ни е последна шанса да спасне истина. Градоначалник на Трибина, неодамна кажавте дека на април 2020 очекувате Охрид да биде солвентна општина. Тие ли се вашите очекувања, проекции? Па да, очекувањата спрема планот кој што ви го кажав се дека ќе успееме пролета 2020 година да го направиме финалниот јавен повик и да ја деблокираме сметката на општината и со тоа поприлично финансиски да ги релаксираме состојбите во општината и да почнеме да размислуваме за сето на кое што го спомна Донев, кое што е насушно потреба за Охрид и за граѓаните на Охрид, а во ваква ситуација е поприлично тешко сето тоа да се изведува. Мене си овие бројки што ги кажува Донев не ми се јасни. Како е можно со еден буџет од околу 500 милиони денари да вратиш 13 милиони, ние добивме 500 милиони плюс државна помош, 260 милиони заштедивме во камати и бројките се тие кои што ги добивме. Тие од собствен буџет вратиле 13 милиони евра, значи тоа е едноставно невозможно. И во нивниот отчет пишува колку тие вратиле, меѓутоа е тотално то небитно. Јас секаде кажувам и секаде сум кажал дека точно е дека финансиската консолидација на општината почна со доаѓањето на Никола Бакрачевски. Меѓутоа 13 милиони евра се апсолутна небулоза. Во вашиот отчет пишува дека само посна на спогодба извршни решенија локалната самоуправа успеа долго да го врати за цели 165 милиони 440 илјади денари. Тоа е тоа колку што може да вратиш од собствен буџет. Ние досега од собствениот буџет, настрана од париве од кои што ги добивме за раздолжување, имаме околу 190 милиони вратено. Значи, за да вратиш ти 13 милиони, ти тие треба пари да ги планираш на конта кога го носиме буџетот на Советот. Лани, Општина Охрид го донесе историски најголемиот буџет, затоа што парите за разложување беа вкалкулирани во основниот буџет и тој беше 1.100 милиони. Редовно буџетот на Општина Охрид е околу 500-600 милиони, тогаш можда и помал бил. Како ги вратиш ти 13 милиони во рок од 4 години со буџет кој што ти е не цели 10 милиони, значи нема логика, никако. Јас ќе ви кажам како. Ајде, кажи. Значи, за извештајот поднос на долгот наследен од Александар Петрецки сме начисто дека беше 33 милиони евра. Вие кажавте бројка која што прилика доаѓа кога ќе се соберат и одземат сите работи дека вистински и реално од прилика се вратени 13 милиони евра во општина Охрид само во општината. Настрана од јавните претпријатија кои што ќе ги дискутираме подоцна. Сега ќе ви кажам како се враќаат долгови од сопствените средства. Јас сум спремен да во некоја наредна емисија ги отвориме трошењата на парите и во општината и во јавните претпријатија. Имаме и таква тема предвидена. Само да кажам како успеавме со наши пари да враќаме долг. Да, слободно. Значи, ако ги споредиме цените на тендерите, колку беше боење на улици тогаш, колку е сега. За колку пари се правеа други градежни активности тогаш, колку е сега. Колку се трошеше на репрезентација тогаш, колку се троши сега. Доколку се видат колку се трошеше за гориво, за дневници, за службени патувања тогаш и колку се троши сега. Значи парите се тие. Ние не можеме да кажеме дека
општина има 15 милиони евра. Реалноста е дека општината имат буџет кој што отприлика е исти секоја година, меѓутоа, ако успееме домакински да работаме и ги сведиме на минимум и материјалните расходи, и нематеријалните, посебно во делот на тендерите во општината, а во резервните делови, горивото, репрезентациите во јавните претпријатија, ќе видиме дека има пари да се враќаат долгови и од сопствениот буџет. Меѓутоа, тоа е олеснителна околност која што имаше градоначалников, да со пари од буџетот кој што се одобрени од владата, да му помогнат. Меѓутоа, сметам дека доколку се разгледат овие работи и се намалат дополнително материјалните и нематеријалните расходи и во општината и јавните претпријатија, побрзо ќе го вратиме долгот. Сакате да реплицирате? Не. Добро. Донев, верувате ли вие во тоа дека општина Охрид напролет во 2020 ќе биде солвентна општина? Дека ќе се одблокира? Добро, значи како што кажа градоначалникот, остануваат над 100 милиони денари кои што во моментов не се склучени договори со доверителите и се уште е блокирана сметката. Меѓутоа, од блокирање на сметка и враќање на долг се две различни работи. Не треба да ја манипулираме јавноста дека ако се одблокира сметката ќе вратен долгот. Не е така. Сметката ќе се одблокира тогаш кога со сите доверители ќе се склучат договори за плаќање на рати, кои што рати ќе се плаќаат наредните 2, 3 или 4 години. И тие доверители ќе имаат право доколку една рата не му се исплати, повторно да ја блокираат сметката на општината. Значи, возможно е да се склучат договори со сите доверители, меѓутоа и реално се дека и со буџетот во 2020 и 2021 и 2022, без оглед како ќе се покрива, дали со некој кредит од некоја светска банка или од сопствени средства, повторно ќе бидат потребни средства од буџетот на општината за враќање на долгови. И затоа не случајно реков дека морат расходите да ги сведиме на минимум, за што побрзо да го вратиме долгот. Така. Кога владата донесе одлука за раздолжување на сите задолжени општини каде што Охрид беше за жал рекордер, министерот Евдовски рече дека најголемиот проблем со настанувањето на долговите во општините е неправилното проектирање на буџетот. Ајде градоначалник малку околу тоа како се проектира буџетот денес. Веќе го имаме во нацрт верзија оној буџет кој што е за 2020 година. Да, тогаш се направи одредени законски измени за Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и во 2019 година се смена членот 22 став 2, каде што се однесуваше на проектирањето на буџетот во зависност од сопствените приходи на општината да може да ги надменува 10% и тоа беше со идеја да се воведе еден вид финансиска дисциплина во функционирањето на општинската администрација и креирањето на буџетот. Со најновата измена на законот, оваа година е предвидено тие собствени приходи да може да ги проектираме на негде околу 30% повеќе, значи за 20% повеќе од лани. Али како и да е, креирањето на буџетот на општина Охрид во моментов е на една реална основа, во зависност од приходите и расходите. Ние апсолутно сите тековни активности кои што ги работиме, дали од инфраструктура или други расходи кои што ги имаме, редовно ги сервисираме. Тоа е една пракса која што ја наследивме од изминатите години и се продолжи, да речем, тој тренд на работа. И така да буџетот се проектира во рамките на можностите. Не го пумпаме, не предвидуваме некои мегаломански проекти се уште затоа што едноставно е неодржлив тој начин на функционирање и делот од причината која што сега за ова разговараме за сите тие долгови кои што се искреирани во минатото е таквото, да речам, креирање на буџетот. Најже се слушам дека целиот тој долг, како што кажа Донев, го во општинава го направил СДСМ, затоа што и сам кажа дека дошла блокадата за колекторот. Колекторот не е нешто што е направено од една одредена политичка партија. Точно е дека можда во периодот на Александар Петрески, посебно во неговиот втор мандат,
има одредени пропусти, зголемување на долгот. Меѓутоа Александар Петревски изгуби на изборите и ја плати цената за да речам одредени грешки кои што ги направил. Тогаш првата блокада во општина Охрид е стигната во 2004 година, пресуди кои што ние правевме спогодби има од 98 па навака. Првата пресуда е за првата блокада, поточно е за спортската сала. И како иде, тоа е еден, да речам, рак рана на градот, која што треба еднаш за секојаш да престанеме да гледаме во минатото. Јас сум овде дека дојдем да кажам јас што имам сработено по однос на ова. Апсолутно заслугите на минатата локална самоуправа не сакам ниту да ги порекнам, ниту да ги минимизирам. Меѓутоа, факт е дека значаен исчекор се направи во овај 2019 година и мислам дека конечно на крај сите ќе го осетиме бенефитот од деблокирањето на сметката пред све на општина Охрид, а исплатата на долговите е нешто кое што можда некој друг градоначалник ќе го продолжи после мене, затоа што кредитот кој што ќе го добијаме ние од Светска банка, дали ќе е, дали од некоја друга домашна комерцијална банка, ќе има можда и грес период, можда ќе се исплаќаат средства 10 години, небитно, меѓутоа битно нема сме блокирани и ќе можеме да мислиме тогаш на катни гаражи, на нови градинки, на крупни проекти. Така. Донев вашата матична партија најавија уште додека е во нацрт верзија проектот за 2020 дека ќе има доста амандмани, има забелешки. На што ќе реагирате? И дали го имате видено нацрт? Ние како партија сметаме дека ако во оваа година се пропушти многу по однос на инфраструктурните проекти, односно реализација на истите и претходната исто така, ќе бидеме среќни доколку сите оние средства кои што ќе бидат предвидени во делот за инфраструктура, детски градинки, заштита, улици и патишта, капитални инвестиции се реализираат во наредната година. Значи ние како советничка група, односно како партија ќе предложиме да однапред ги знаеме сите градежни активности кои што ќе следат во идната година. Например, ако има 16 милиони денари за канализација, да знаеме точно каде ќе се гради таа канализација и граѓаните да го знаат истото. Истото и за асфалтирање патишта, и за водоводни лиди и така натака. Бидејќи изборна година и не сакаме да се соочиме со она кој што се соочивме претходната година, да во 12 навечер гледаме како се асфалтираат улици и се собираат ситни партиски поени, туку однапред да знаеме кои улици ќе бидат асфалтирани во 2020 година, каде ќе се гради канализација и каде ќе се гради водовод. Оно што сакам да го кажам е дека се надевам дека во наредната 2020 година нема да се пренаменуваат средствата од развојната програма, од буџетот за враќање на стари долгови. Годинава имавме таков случај, имавме и лани. Пренаменети се преку 150 милиони денари, односно 2,5 милиони евра. Односно толку средства се извршени од сметката бидејќи не се реализираа програмите, па имавме случај, јас тогаш и реагирав во делот на детска заштита и образование, ни ги извршија 4 милиони денари. За немалце беа пари и од владата и сето тоа што го издвоивме за да враќаме долгови. Оставивме да средствата кои што беа во детска заштита да ни извршат доверители, а знаеме дека сите школи и основно средство сме учели јас и градоначалников и сите останати дека ВЦ-ата 20 или 30 години се истите. Така да ќе бидам среќен доколку се реализира програмата од буџетот кој што ќе го креира градоначалникот. За тоа ќе треба да има многу нерви и волја, бидејќи тој може да сака, меѓутоа треба да му работаат луѓето кои што треба да ги реализираат тие проекти. Доколку тие не се ажурни и чекаме 5 или 6 месеци да асфалтираат една улица, чиму му се толку средства и толку пари. Значи, сепак едно е да предвидиш, во ред, имаме размен буџет, меѓутоа треба да се ги засукаат ракавите и да работат. Да заборавиме на покачување на плати, на систематизација по јавни предпријатија и така натака, да се фатиме за работа, за да можат она кој што го предвидел градоначалникот во буџетот да се реализира. Бидејќи ние во 2018 и
2019 година ни се извршија од сметка 150 милиони денари кои што може да се искористат за инфраструктурни проекти. Меѓутоа, очигледно дека немало време и не се искористија тие средства. И дополнително на тоа имавме ребаланс годинава на буџет со кој што од тие ставки скративме преку 40 милиони денари. Така. Во продолжение предлагам да направиме кратка пауза со реклами. Се враќаме во нашата емисија на тема долговите на општина Охрид. Во вториот дел од емисијата јас би сакала да подискутираме малку околу домакинското работење, одговорноста и трошењето на парите. Во догуша задолжена општина со милиони евра на кои што течат камати на дневна основа, имавме изјава од Воздонев дека директорот на Водовод и градоначалникот потрошиле преку 100.000 евра на граѓаните за да поделат К15 на вработените. А зашто ваква реакција? Не требаше ли да добијат К15 вработените? Добро, секој треба да добие и К15, не само вработените во општина, туку и сите вработени во приватниот сектор, меѓутоа сепак општината и јавните предпријатија се сервис на граѓаните и малце треба и поинаку да се гледа, бидејќи општина Охрид не е некој град најразвиен во Европа да имаме средства, односно да сме реализирале све што сме имале да реализираме во тековната година, да сме ги реализирале сите проекти, сега да ни останале пари на сметкава, па да поделиме К15. Сепак ние треба да знаеме дека друга е реалноста во градов, тоа што и претходно го говоревме, има луѓе кои што нема да пијат вода, немаат канализација, имаме реални проблеми низ градот кои што треба да ги решаваме и секој денар ни е битен. Затоа и преска реков дека со намалување на расходите на минимум ќе успееме да ги решаваме побрзо проблемите на граѓаните. А ако ги трошиме парите за К15, ако ги трошиме парите за зголемување на плати, за зголемување на материјалните расходи, тогаш ќе има се помалце пари за реализирање на крупни проекти во градот. Сакате градоначалник да се надоврзете на ова прашање? Па да, секако дека ќе се надоврзам. Малце ми е контрадикторен ставот и ова кажување на Донев, затоа што од една страна, кога Бакрачевски ги вратил тие 13 милиони, тие биле пак стари долгови, тоа било супер, вау. Ама сега ние пошто враќаме стари долгови, сега тоа не чини. Од една страна. Значи, или враќаме или не враќаме. Тога завземите став. Под прво. Второ, ако јас не му дадев сега на вработените К15, повторно ќе имаше извршување од страна на извршител и јас затоа му давав сега К15, затоа што приливите во општина Охрид, а ситуациите кои што во моментот беа дојдени, беа такви да ние го надминиме лимитот од 50 милиони денари. И сега, точно е дека имало тогаш во моментот можда една, да речам, буџетска дупка, каде што немало исплаќање од сметката на општина Охрид, дошло над 50 милиони и повторно пак ќе ни изврше извршители. Меѓутоа ставот е да, генерално треба сите да добијат К15, луѓето и вработените во општинската администрација, во Прако и сега и тие се граѓани, да речем, на нашиот град и тие придонесуваат и тоа не е некоја греда. Така. Ајде да ве прашам дали сте запознаени и дали може да продискутираме како настана овие огромни долгови со кои што се уште не можеме, се соочуваме и да речеме градот заостанува во комплетниот развој. Се градело ли во времето на Петрески, како што велите вие, Донев, дека настанале, се градело ли, се вложувало ли во инфраструктура, во канализација? Имате ли некој податок? Проблем е тоа што во тој период Охрид како град претрпе урбанистичка промена. Значи, вие знаете дека во Охрид сите згради и сите објекти се од тоа време изградени. Имаше урбанистичка експансија. Може да претпоставиме колку пари се влеле во касата на општина од плаќање на комунални, односно одобрение за градба.
И наместо со тие пари да инвестираме во нова водоводна линија, во нова канализациона, во улици и патишта, ние сите тие објекти ги приклучивме на старите линии кои што беа од пред 40 или 50 години. Значи не само што не се искористија тие пари за инфраструктурни проекти, со кои што можевме да оправдаме и да кажеме да, Охрид се изградија толку станови, меѓутоа Охрид има нова водоводна линија, има нова канализација. Луѓето не пијат вода од азбестни цевки, не само што ги потрошија тие пари, туку дополнително ја задолжи општината. Значи тоа е еднакво на расипничко владење и трошење пари без никаков осет. Потрошени се милиони евра. И кога ќе дојде делот во јавните предпријатија, ќе поразговараме и ќе видите како се трошени тие пари. Така. Георгиевски, што велат вашите податоци околу ова прашање? Па тоа како настанале овие долгови? Еве Донев вели дека настанале во тие 8 години владење на Петровски. Се вложувало ли во канализација, во инфраструктура? Зошто? Како настанале милиони евра се во прашање? Не, јас и претходно ви кажав дека не се сите долгови од владењето на тие два мандати на Александар Петровски. Сигурно дека се вложувало, граѓаните се сведоци, гласале на избори, првиот пат го изгласале затоа што човекот сработил нешто и имало евидентни резултати во општината. Веројатно и вториот мандат исто така се работело. Се направија доста улици, се направи капитални, да речем, објекти. Меѓутоа едноставно таа спирала веројатно тргнала во тој период, исто така тогаш Охрид беше прва фаза на децентрализација. Сето тоа мислам дека е предмет на некои други, да речем, поподробни финансиски, ревизорски анализи, за да дојдеме до стварната структура на долгот. Ево јас ќе кажам, например, еден податок со еден поголем доверител. Склучена е спогодба во 2006, мислам дека година беше, да се компензира долгот со одредени недвижности поприлично атрактивни на површината на општина Охрид и да се исплата спогодба како ние сега што направивме 30 милиони денари во рок од 2 години. Меѓутоа, до 2019 година од спогодбата не е платен ни милион денари, па повторно 30 милиони денари дошло со камати за исплата 160 милиони денари. Така да тоа е една спирала од која што тешко се излегува, а исто така сакам да напомена овде дека изумив преска во однос на извршување од извршителиве од сметкава на општинава. Значи тука исто така се деси еден сличен таков, да речам, процес со смртта на градоначалникот Становски. Некои скоро 3 недели општина Охрид немаше потписник. И тогаш почнаа нас да ни се билдаат приходите и ни беше многу тешко да го држиме лимитот помало од 50 милиони. Меѓутоа тоа веќе е надминато и сега само исплаќаме по спогодба. Она што јас го кажав е дека доколку ние имавме поголем процент на реализација во делот на буџетот за инфраструктура, тие пари имавме да ги потрошиме за таму каде што сме изградиле водовод, канализација, наместо да оставиме да ги извршат. Бидејќи тоа е така. Во 17-та година, односно 18-та година се 80 милиони и во 19-та година досега се 70 милиони по оние податоци кои што ги имам јас, сепак се то 2 милиони и 500 илјади евра и доколку можевме со тие пари, а знаевме дека немаме каде да ги потрошиме бидејќи немавме реализирано проекти, да склучиме договори со доверители кои што ќе се откаже и од каматата и наместо 2,5 милиони денари ни ги извршат, односно евра, ќе вратевме долг од 3,5 милиони евра или 4 во зависност од договорите кои што ќе се потпишат. Не, ама тие се извршени по спогодби. Не се извршени со извршни решенија. Јас дојдов до еден податок. Во моментов, извините, само во моментов ние тотално исто дали исплаќаме по спогодба или ни извршува извршител. Затоа што првиот што е наред, тој ни земат по спогодба, а не ни земат со извршни решенија. Така. Значи све што се наплаќат сега над 50 милиони е исплата на стар долг без извршител. Така.
Јас дојдов до еден податок на едно истражување на на една невладина организација од 2017 година, која што вели, иако општина Охрид е една од најзадолжените општини, во еден ден се набавиле 50 кг јагнешко. А не е јасно кој се омрсил. И ова не е, вели, рекордот на Охридската администрација. Некој таму во еден ден ставил подпис на фактура за потрошени 41.580 денари, односно 650 евра во еден охридски ресторан. Ајде, Донев, ваш став околу ова. До сега разговаравме во делот на општината и долгот на општината. Меѓутоа, поголем дел, односно делот тие 50 милиони евра долг на општина Охрид се и јавните предпријатија. Така. Кога ќе ги соберите долгоите, односно она што го наследивме ние, како директори на јавните предпријатија, отприлика беше 15 милиони евра. Да не заборавиме дека во 2011 година беа, односно крајот на 2010-та, формирани 3 нови јавни предпријатија. Тоа беа Нискоградба, Градски пазар и Гробишта. И за само 3 години имаа блокирана сметка, неисплатени плати и долгови со милиони денари. Ке напоменам дека во Нискоградба долгот беше над 1 милион евра за само 3 години и буквално се доведовме во ситуација да не можеме да ги водиме јавните предпријатија, односно да водите јавно предпријатие, да не можете да турите гориво во товарните возила или да набавите едно вреште циментон или да набавите еден квадрат бекатон. До таа ситуација беа донесени јавните предпријатија, бидејќи владењето на Александар Петрески беше купување на социјален мир и вработување на партиски војници. И така бројот на вработени во општината и во јавните предпријатија се зголеми енормно и така јавните предпријатија се донесува до колапс. Да не заборавиме дека јавното предпријатие Водовод должеше 10 милиони денари. Покрај тоа, никој не го споменува тоа што Проаква Охрид заедно со Нискоградба беа веќе продадени на шпанска фирма Аквалија на 35 години концесија. Во договорот, верували или не, пишеше дека побарувањата од Водовод и Нискоградба ги превзема новата фирма, а долговите ги превзема општина Охрид. Покачувањето на цената беше предвидена само за првата година на водата за 40% и покачување за наредните години процентуално. Репрезентациите во 2009 година во Водовод била 50.000 евра. Во 2010 30.000 евра. Во 2011 15.000 евра. Или она што го имавме како податок во последните 3 месеци пред локалните избори во 2013 година. Секој јавно предпријатие со општината има репрезентација преку 20.000 евра. Ние знаеме точно дека тие фактури се фиктивни, дека преку тие фактури се переа пари за да можат да се употребат за време на изборите. Ево, кажите ми вие, сите сме луѓе кои што одат и во кафара, и во ресторан, дали е возможно некој да ја изеде и испие толку пари? Е невозможно. Меѓутоа, се надевам дека ќе дојде време кога институциите треба да се позанимаваат со таа работа и да видат каде и како се трошеле тие пари. Јас не сум уведен дека тие кои што ги воделе тие јавни предпријатија и градоначалникот имаат приватни фирми, така ќе се однесуваа со нивните лични и приватни фирми, така ќе вработуваа луѓе, така ќе потпишуваа фактури и трошеа пари расипнички. Така. Градоначалник, ваш став околу овие податоци кои што јас ги извадив од истражување на невладини Мој став околу ова сега Донев што го каже е дека времето дојде тогаш и сјојде. Вие имавте централна после тоа власт, апсолутна, уште години до 2016 година и локална власт. Што ја направивте ревизии, истраги, па сите тие неправилности да ги процесуиравте. И сега во 2019 година ние да семе одека и пак да збориме за некој претходен мандат од Александар Петрески нема логика. Значи, не е баш така, бидејќи вие не можете 2 улици да направите ради владењето на Александар Петрески, а сте градоначалник и сте неповикан во градот. Вас луѓе во секојдневно ви доаѓаат и ви кажуваат проблемите дека газат вокал. И вие треба да се сложите дека тоа не треба да се повтори. И не да не се навраќа. Треба да ги извадиме сите работи одека, за секој. Да ги извадите, без оглед кој е ВМРО, кој е СДС. И тие кои што треба да одговараат, а ви кажувам дека ќе дојде тоа време. Бидејќи се сведовме на нарачани кривични пријави по
штабови за дали некој вратил телефонот 3 или 4.000 денари, а никој не разговара дали некој потрошил 20 и 30.000 евра за репрезентација. Пари од граѓаните. Јас не викам дека се направил пропуст, но ќе кажам уште една работа. Ние сме представници на политички партии. Тоа што треба да го прави судот и полицијата, треба да го прават и утре ВМРО ДПМН ќе дојде на власт. Нема ние да влијаеме на кривичните пријави и на притисоците врз инспекторите, обвинителството и судството. Сепак, тие се институции кои што треба да си ја завршат работата по службена должност, а не политичките партии да чекаат да дојдат на власт за да поднесат кривични пријави. Тоа треба и тоа време треба да заврши една за секојаш. А зошто немаше одговорност? Ете, повторно се навраќаме дека 8 години имало расипничко трошење и јавноста ја интересира. Зошто немаше одговорност? Јас сум уверен дека ќе дојде време за одговорност. И никој не избегал ниту од времето, ниту од бројките. Без оглед кој на која политичка партија припаѓа. И тоа за брзо ќе дојде тоа време. Друго истражување кое што јас го најдов дека иако е презадолжена општината, се трошеле пари и на вработување. Го споменавте овој проблем, а неодамна и Пецаков го обвини градоначалникот и за нови вработувања кои што викаат ја отежнуваат работата на општината во онака преполнетата општинска администрација. Го оптеретуваат ли буџетот градоначалник тие нови вработувања кои што ви се предвидени за 2020 и оваа година, кои што ќе ги реализирате 50 се чинам во општината и јавните предпријатија заедно? Да, само накратко ќе ви одговорам во однос на ова со јагнињава претходно што го Да, може спомнавте. слободно од 2017. Значи јас, пошто беше опрашањето, се потрудив па го најдов овдека, да речам сето тоа кое што вие го наведивте. Значи тоа дека станува збори цело време, јас во општината инсистирам да се воспостави една процедура каде што точно ќе се знае за одреден настан да се има предвидено средства унапред во буџетот на општината и целата таа постапка да се оди соодветно на тендери, на сите потребни, да речам, процедури да се ги помени. Конкретниот случај е набавка која што е извршена за секторот за локален економски развој, за саем во Белград, промоција на Белградски саем и купено е тамо сирење едно друго. Секоја година се прави традиционална охридска софра, охридска вечер во Белград и овдека исто така набавиле на тој начин на конто градоначалник. Тоа се тоди. Мене ми се случи тоа минатата година во Белград, кога јас до тогаш бев ВД градоначалник, станат еден месец пред тоа. И кога ги прашав одговорните во секторот за локален економски развој, рекоа дека плаќањето на таа охридска софра тамо е на фактура. Кога отидовме во Белград, имаше амбасадори, направивме ние вечерата и сега доаѓа, дај градоначалник картичката, како викам картичка моја се треба да. Значи таа е една пракса во општината која што е, да речам, години наназад и во изминатите години истите тие се раководители таму кои што биле во време на Бакрачевски и цело време плаќањето така се одело. Значи мора ние да направиме процедури во општината за репрезентација, за хотелски, за ресторански услуги. Сега ние направивме тендер да знаеме каде колку трошиме. Значи Така. не може на тој начин да. И сето ова е еден недостаток во процедурата, не дека е расипништво да го представиш. И платив цела вечер во Белград со картичка и утре Сашо Донев ќе ми стек, ево градоначалников во Белград изел 300.000 денари. Тоа е немањето на процедури. Да. Потребата од носење на процедура и треба да има строги правила како се користи репрезентацијата. Не може ниту директор на јавно предпријатие, ниту градоначалник секој ден да јаат и да пијат. Ме разбирате? Апсолутно. Се знае кога треба да се троши, односно да се плаќа со репрезентација. Што вели законот? Кога се троши на репрезентација? Во репрезентацијата точно не е дефинирано. Така. Меѓутоа сите го гледаат она законска рамка дека неколку проценти од вкупниот буџет се дозволени за репрезентација и го користат тоа. И трошат енормни суми на пари. Меѓутоа, не треба ние секој да тргнуваме од законите. Сепак секој си има личен став, морал и интегритет како човек да знае дека не треба тоа да го прави. Меѓутоа е добро во иднина да се има строго изработена процедура како може да се користат тие средства.
Така. Градоначалник, ми го одговоривте прашањето во однос на администрацијата. Да, во Може однос се на вратиме. администрацијата, точно. Мој став е дека не е проблемот во превработеноста во општина Охрид во бројот на луѓе, ниту во бројот на тие кои што во иднина би ги вработиле. Тука станува проблем во соодветниот кадар и квалитетот и способноста на сите тие луѓе кои што се таму. За квалитетни, вредни луѓе стално има работа. А во општината и 100 луѓе да е администрацијата, ако се тие со несоодветно образование и во несоодветни сектори распределени, и тие 150, да сега се многу. Значи, интенцијата моја е во иднина сите тие места кои што се дел испразнати, дел нови по систематизација, дел слободни, независно, според некои анализи се добиваат согласности и се примаат и се вработуваат луѓе во општинската администрација. Ние треба да ги пекираме и да ги одбереме правите луѓе за правите места. А додека бројот на вработените е нешто кое што треба да биде предмет на една анализа, треба да биде предмет на целокупна реформа на јавната администрација и не само суопарно да го намалуваме ние бројот на администрацијата, него и во кампањата и претходно и цело време на вработените во администрацијата ги да речем ги охрабрувам секој од својот сектор да си најдат соодветни обуки, да инвестираме во тие луѓе за сечи еден ресурс да го искористиме. Да не ни се губи духот кај вработените. И делот, да речем, и од тогаш кога се знаат моите соработници дека се убедувавме поприлично за тој К15, беше аргументот дека ајде ево да ги мотивираме луѓе да се ангажираат во однос на работата. Така е, меѓутоа тоа е добро, ама има и други вработени по други јавни претпријатија кои што седат во канцеларија и викаат градоначалникот воопшто не му даде, нас не ни даде. И тоа е постојан проблем кој што е реално, се затоа викам или на никого или на сите, меѓутоа за сите се потребни пари. По однос на вработувањата, ворете тоа можеби што го кажува градоначалникот за вработеници, за нивно усовршување и за оние вработувања кои што се согласно планот за вработување, односно годишниот план. Меѓутоа ние со последниот ребаланс имавме кратење на средства во висина од 2.500.000 денари и пренамена за привремени вработувања. Тоа е она за кое што ние реагираме. Повторно пари, освен за долгој, се пренаменуваат за привремени вработувања. За ремалце се 200 и кусур луѓе се треба дополнително да вработуваме луѓе, односно тоа се луѓе со договор на дело, односно купување партиски мир пред закажаниве парламентарни избори. Јас не сум убеден и дека сиве овие луѓе кои што треба потпишат договор имаат кај да седат во општината и неслучајно се шпекулира дека има и луѓе кои што се прераспределени по јавни претпријатија зашто не можела локалната самоуправа да обезбеди средства и сметам дека со тоа треба да се заврши. По однос на вработувањата и платите, ево ќе ви кажам дека во Нискоградба од 2.400.000 денари скокнаа расходите по однос на плати до 3 милиони денари. И сега ние, ако ги покачуваме платите, ако вработуваме нови луѓе, јас не викам дека не треба да се покачат платите, меѓутоа треба да има реална основа за да можеш да ги покачиш платите. Ако кратиш од инвестиции, тогаш не може да додат напред и јавните претпријатија. Ќе ви кажам дека цената во водовод, односно регулаторната комисија која што му ја одобри на јавното претпријатие цената и на која што реагираа сите граѓани за тоа што се покачи цената, беше да јавното претпријатие излезе од загубата, односно таа загуба од околу 30 милиони денари и има средства да инвестира во современа технологија. Тие што направија 40 нови вработувања направија. И сега и тие пари ќе ги трошат за вработувања по партиски клjuč. Да не го споменувам примерот на кој што и градоначалников реагираше да инкасатори се ставаат општи работници и политички пресметки на секој 2 дена. Значи тоа мора да прекине. Ние бевме локална самоуправа, ево ги знаете луѓе во вие сите, бидејќи е мал град, дека 80% од сите вработени и во јавните претпријатија во општина Охрид не се членови на ВМРО-ДПМН.
И ние со сите тие луѓе најдовме начин да работиме. Ако гледавме ние да ги направиме 50-50, што ќе направиме до општина. Затоа сметам дека треба да се гледа во иднина, да најдеме начин како да ги доедуцираме, да најме начин како да го намалиме бројот на вработените, дали со опремнини и така натака, меѓутоа треба нас да ни биде приоритет градот. Ако ние сите приходи ги 80% ги даваме за плати, значи нема развој инфраструктурен на градот. И тоа е реалноста, посебно со јавните претпријатија. Така. Сакате да реплицирате? Па по однос на јавните претпријатија, состојбата таму генерално е сложена. Меѓутоа, мојот план, да речеме, после завршувањето на процесот деблокирање, да пристапиме кон една консолидација и рационализација таму на јавните претпријатија. Сега е премногу рано за тоа да го дискутираме, меѓутоа се надевам дека во некоја наредна прилика ќе имаме можност во однос на тоа да поразговараме. Што се однесува до привремени вработување во општина Охрид кои што се, значи да, јас го зедов сето тоа малце да го разгледаме со службите тамо и тука станува збор примери за одредени луѓе кои што се распределени во образование. Има некои луѓе кои што ги ангажиравме како непредвиден, да речам, трошок летниот период кој што беа на рампите. Тие ги плаќаше општина Охрид. Има луѓе кои што се по други основи ангажирани во кабинетот на градоначалникот. Ние знаеме дека секој градоначалник кој ќе дојде си носи свој тим. Сега тие неколку луѓе треба соодветно да се платат. Меѓутоа, моја интенција е да што можеме таму да го намалиме бројот на луѓе кои што се преку агенција за привремено вработување. Дел од тие луѓе кои што се ангажирани, поголема бројка, тоа е негде околу 6-7 архитекти имаме оформено архитектонско биро кое што поприлично ни помагат периодот во брзината на пресметки и проекти и други, да речам, неопходни работи кои што се да ги соодветно формално правно и административно решиме во некој од јавните претпријатија како една нова организациона единица која што самостојно би се финансирала со својата работа и така да на тој начин да ги намалам бројот на тие луѓе кои што се преку агенција за привремено вработување и тука да останат само тие кои што се навистина неопходни. За крај само би сакала накусо да продискутираме за состојбата во јавните претпријатија. Дали имаат огромни долгови и дали се зема таму на времено плата? Имаше периоди кога навистина се доцнеше со многу плата, па и протести има, вработените сме снимали и така натака. Каква е состојбата сега? Значи, како што кажав, новите оформени јавни претпријатија на крајот од 2010 година и Нискоградба, и Градски пазар, и Гробишта имаат огромни долгови. Блокирани спетки, во Нискоградба беа 3 неисплатени плати, во Гробишта 4 неисплатени плати, во Билјанин извори 6 неисплатени плати, 12 милиони денари долг. Блокирани сметки и ви кажав дека буквално беа донесени до праг за нивно затворање, меѓутоа не случајно. Посебно за водовод Охрид и Нискоградба, кои што претходно беа намерно уништени до тој степен за да бидат и продадени. Јас ви кажувам дека договорот со Аквалија имавме среќа како град, што најдовме процедурални грешки во постапката за да можеме да го раскинеме. И поранешниот градоначалник Бакрачевски го раскина, бидејќи ви кажав по кои услови беше продаден и водовод Охрид и Нискоградба Охрид. Дури и изворите на вода беа дадени под концесија на 35 години. И ќе бевме доведени во ситуација како град со Охридско езеро, да водата која што ја пиеме од него и од изворите, има некоја друга фирма која што ќе се тера бизниси надвор од државата. Така. Каква е состојбата градоначалник? Се земали во сите јавни претпријатија на времено плата?
денес? Или има проблеми? Состојбата со јавните предпријатија мислам дека е подобрена во овие последни 2 години, посебно во водовод. Сега водовод Охрид. Така. Имаше таму одредени проблеми изминатите години. Кога дојдовме ние на власт пред 2 години, имаше таму каснење на платите од некои 3-4 месеци, имаше неисплатени придонеси. Така. Точно е дека со зголемувањето на цената на водата, голем дел од тие имаме ни структурално изработено колкав процент се должи на намалувањето на загубата на проаква во однос на зголемувањето на цената на водата, колку на заштеди, колку на зголемување на наплата. И тоа е еден целокупен процес кој што довел до поприлично позитивен резултат тамо. Во поголем процент е како резултат на зголемувањето на цената, меѓутоа има некои 4 милиони зголемена наплата, рационализација и слично. Јавното предпријатие Билјаен извори е со поголема наплата, ние ќе ги видиме завршните сметки на сите јавни предпријатија за скоро, ќе ги имаме на совет, ќе ги продискутираме. Во јавното предпријатие имавме долг према Евана, тој го исчистивме. Таму имаме една ситуација на поприлично голем долг према управа за јавни приходи од некои 23 милиони денари и јас пробам да се убедам сега со службите кога ќе се раздолжуваме за овие 200 милиони, кои што округло би ги барале како нова кредитна транша за деблокирање на сметката на општината, да ставиме некои од поголемите долгови на јавните предпријатија, како беше од Билјанини, затоа што, ајде независно што тука е државата, парите се пари и тоа што е долг треба да се врати. И исто така и од други јавни предпријатија, некои поголеми доверители што се, да ги вкалкулираме, да чистиме и таму. Па ќе видиме на крај. Меѓутоа, генерално сега, состојбата е стабилна. Се зема на време плата, да. Значи, состојбата по однос на земањето на плата и одлокирање на сметките и функционирањето е претходно стабилизирано. Ке кажам дека можеби во најлоша ситуација во моментов е нискоградба. Со водовод од прилика се решија работите, иако има преголем број на вработени, меѓутоа со нискоградба јас наследив долг над 1 милион евра и тоа долг направен за нецели 4 години. Во кој што имаше 3 неисплатени плати и побарувања, дел застарени, дел побарувања кои што не може да се наплатат. Фирмата беше стабилизирана, значи вработените земаа редовно плата. Оставив побарување према општина во висина од 24 милиони денари, тоа се завршени работи од страна на јавното предпријатие со платени и придонеси работна рака и материјали. Значи тоа беа пари кои што и ден денеска се користат, останати со нив уште 7 милиони денари и 4 милиони денари на жиро сметка, да кажам живи пари кои што можеше директорот кој што ме наследи мене да ги користи по однос на сите потребни работи. Сакам да кажам дека јавните предпријатија од тоа што ги наследивме, ги оставивме во добра и позитивна кондиција, кој што веќе се наследени нормално од новите раководства. Меѓутоа, сакам да кажам дека треба да се внимава по однос на бројот на вработени, зголемување на расходите, бидејќи почнаа да се јавуваат јавни предпријатија каде што се случува и загуби. Меѓутоа сите се прашуваат како тие функционираат, а имаат загуби. Кажав, ги трошат за лихите и ќе е добро да градоначалникот во да биде малце поригорозен и ќе се бидат попозитивни работите и ќе се намалат, пак ќе кажам, и материјалните и нематеријалните расходи. Така. Во однос на 24 милиони денари од нискоградба е бројка која што исто така почесто се, да речем, се експлоатира. Ние по сите сметководствени анализи дојдовме до 13 милиони денари во 2017 година и ќе треба пак некојаш во некоја емисија да се објасниме, али добро како и да е. Иначе тука се движи негде фактурираната, да речем, сума на пари од нискоградба кон општина 2018 било 13 милиони 927, до сега имаме
скоро 12 милиони 2019. Меѓутоа се сложувам дека како и да е, треба да водиме апсолутно максимално домакинска политика во јавните предпријатија. И токму тоа е целта на тоа што ви го навестив, еден план за рационализација и комплетна реорганизација на структурата на тие јавни предпријатија, за тоа што и процесот на раздолжување, и сето тоа кое што ние го тераме како проекти и како реформа, е еден долгорочен процес кој што веројатно ќе треба да биде наследен од други. Меѓутоа, сепак сметам дека се уште состојбата во водовод е дури сега поалармантна и потешка во иднина ќе биде со поделбата на јавното предпријатие Колектор. Зошто? Затоа што државата ги превзеде долговите, кои што ги креираше и ги имаше креирано од околу 800 милиони денари вкупни долгови. И на тој начин со тие 500 милиони владата на СДСМ само оваа година инвестира 1.300.000.000 во охрана. Ако ги земеме тие 800 милиони кои што ги превзеде од Колектор. Меѓутоа, со земањето на долговите ги зеде и приходите. А приходите се околу 4,5 милиони на месечна основа, кои што пари секој месец влегуваа на сметката на конто на Колектора, се трошеа од водовод Охрид. И сега се едноставно тие пари кои што во иднина ќе треба ние на соодветни начини да ги обезбедиме од други извори. Што значи повторна рационализација, зголемена наплата на стари побарувања и слично, меѓутоа интензивно работиме ние на да речам продолжување на тој цел процес и мислам дека состојбата таму и покрај сите тешкоти ќе остане стабилна. Така. Околу бројки ја мора да реплицирам се, пак јас бев директор на Нискоградба, значи предпријатието си имаше своји побарувања и од претходно, значи од времето на Александар Петревски и од времето на Никола Бакачевски. Меѓутоа, добро е тоа што мора побарувањата да останат на исто ниво, а не да се намалат и парите да се трошат за привремени вработувања, зголемување на плати и нови вработувања. Ке треба уште еднаш да ја провериме бројка. Меѓутоа, во 2000, мислам дека беше 16 или 15 година, Нискоградба имаше сопствено учество во проекти на општина Охрид во висина од 10 милиони денари, бидејќи како јавно предпријатие, онаму каде што се гради фекална канализација атмосферска има и сопствено учество. Дај Боже да ги наследиме јавните предпријатија кога ќе дојме ние на власт. Не претендирам да кажам која година, меѓутоа кога ќе дојме, да тој што ќе седне како директор, како што јас му оставив, да нема ниту еден денар долг, да има побарувања кои што се реални, кои што може да ги наплати од општината, со сите платени давачки, и да нема на вратот ниту еден бизнисмен од градов кој што ќе му тропа секој ден на врата и да му го бара долгот кој што му го оставил некој друг. Така. Што се однесува само на кратко во однос на долгов на Нискоградба, тие биле блокирани до 11.7.2018 на 18 милиони 693. Сега е тоа негдека на 8 милиони дојдено. И точно е дека од 25 блокади кои што биле до 11.7.2018, 20 блокади се дојдени во време кога Сашо Донев бил директор. И точно е дека Сашо Донев не ги направил, меѓутоа факт е дека да речам имало потешкоти, се гледат евидентно во работењето на предпријатието, меѓутоа добро е што сега за некои 10 милиони е намален долгот таму. Меѓутоа кога ќе спроведиме планот наш за рационализација, сето тоа ќе биде многу помалку. Така. А иначе поднос на вратениот долг во тие 4 години јас како директор вратив 18 милиони денари долг, од кои 9 милиони денари беа кон УЈП и останати доверители. Меѓутоа ќе кажам, побарувањата према општина останаа на високо ниво, за разлика од сега. Јас не викам не дека точно е дека се вратени 10 милиони, меѓутоа побарувањата од општина и вие како градоначалник сте дарежлив, се стигнати веќе на 6 или 7 милиони. Така.
Јас мислам генерално ги одговоривме сите прашања кои што беа предвидени за оваа дебата на тема долгот на општина Охрид. Уште еднаш ви благодарам што бевте дел од оваа емисија. Почитувани гледачи, ви благодариме на вашето внимание. Прашалник бидејќи е време за прашања. Довидување.